И во наредното излагање на јавниот обвинител Марко Зврлевски да ни се обрати во однос на функциите и на работата на јавното обвинителство на Република Македонија. Повелете. Благодарам директоре Кажаловски, почитувана екселенција амбасадоре господин Бейли, почитуван министр за правда господин Јашари, почитуван обвинител од обвинителството од Романија, почитуван обвинител Јанева, почитуван директоре Кажаловски, почитувани судии, обвинители, представници на ОВСЕ, представници на институциите кои се занимаваат со следењето на корупцијата, почитувани новинари, граѓани, граѓански и невладени организации, дами и господа. На почетокот би сакал да се заблагодарам за поканата за учество на ова денешна дебата на темата ефикасна борба против корупцијата на високо ниво, односно прашање на личност или систем. Пред се, сваќајќи го значењето на тематиката и проблематиката која работиме, особено посебно ми е драго ради гледајќи го составот на денес присутните. Моето присуство денес е израз на голема почит кон амбасадорот на Соединетите Американски држави, кон министерот за правда, колегите обвинители, меѓутоа особено ми е битно присуството на граѓанскиот сектор кој во држава на развиена демократија го има значењето на коректив на институциите и поттикнуваче на законското работење. Во Република Македонија корупцијата е криминализирана и постојат повеќе одредби во кривичниот законник кои ги одредуваат општите правни ограничувањата на коруптивно однесување. Примањето, давањето подкуп, измама, уцена, изнудување на пари, злоупотреба на службена положба и овластување се дел од казнените дејствија. Законодавецот исто така ги зема предвид и различните форми на коруптивно однесување како што се клиентелизам, непотизам и трговија со влијание, особено следејќи ги сите модерни трендови на корупцијата која се развива како секој вид на друг вид на кривично дело. Со цел да се поддржи борбата против корупцијата, а и поради засилена дебата за усогласување на кривичниот законник со меѓународните стандарди, како што е погоре наведено, во 2011 година направени се измени и дополнување на кривичниот законник. Се регулира неовластеното нудење, давање и ветување на подароци, примање на награда за незаконити влијанија. Санкционирано е и противправното стекнување и прикривање имот, со што Република Македонија се брои во редот на само неколку држави кои ја имплементира одредбата од членот 20 од Конвенцијата на Обединетите нации за криминализирање на нелегалното збогатување. Дополнително, кон законската рамка имаме и основано повеќе институции чија надлежност од повеќе аспекти е борбата против корупцијата. Тргнувајќи од зададената тема, би сакал накратко да се осврнам за борбата против корупцијата и прашањата дали тоа зависи од личноста или е прашање на системот. Начело сум на јавното обвинителство на Република Македонија како единствен орган надлежен за гонење на сторители на сите кривични дела, меѓу нив и за борбата против корупцијата. Орган кој е поставен како системско решение, кој возможува истото да биде ефикасно и да изразува независност, стручност, професионалност, самостојност и неселективност во постапувањето. Сето тоа засновано врз Уставот и законите. Тргнувајќи уште од начинот на именување на јавните обвинители, целиот сет на механизми за надзор над законитоста над нивното работење, поставената независност и самостојност во постапувањето дава институционален систем во кој што јавните обвинители како поединци, личности, вршители на овластување имаат надлежности и законски можности за самостојно, независно гонење на секако вид на криминал, а посебно на корупцијата. Имено, за да можеме да зборуваме за ефикасна борба против корупцијата, задолжително е постојање на насочени професионалци кои треба задолжително да имаат претходна подготовка и едукација. Во Република Македонија, согласно законските прописи, основано е основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и посебно за корупција. Ова обвинителство е основано уште во 2007 година како независно, самостојно обвинителство, а на кое претходеше оделение во јавното обвинителство на Република Македонија уште во 2004 година. Ова обвинителство е пандан и адекватно на обвинителството со кое раководи обвинителката Ковеси во Романија,
со надлежност на целата територија на државата за кривични дела кои се во интерес на денешната дебата, а корупцијата на високо ниво. Корупцијата на пониско ниво ја работат основните јавни обвинителства низ целата република. Од вкупно 208 јавни обвинители кои се именувани и работат во моментот во Република Македонија, во рамките на јавното обвинителство на Република Македонија, 12 се во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Сите тие обвинители, па и други, поминаа бројни обуки, како во Република Македонија, така и во странство. А пракса беше да обвинители од странство исто така одреден период поминуваат во самото обвинителство каде беа користени како нивните искуства, така и нивните линкови со нивните институции од државите од кои доаѓаат. Во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција и во обвинителството на Република Македонија имавме присутни обвинители од Соединетите Американски држави, Италија, Германија, а и денес имаме присутен обвинител од Холандија. Сесрдно и широко ги користиме нивните искуства и нивните познанства за остварување на линкови при справување како со праксата, така и со конкретни случаи на одредени кривични предмети, меѓу кои предмети за корупција. Во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција работат истакнати професионалци со постигнати и признати резултати во своето работење. Оценката за ефикасноста и успешното работење не е паушален исказ, туку се заснова на емпириски статистички податоци. Она што како мана досега во јавното обвинителство било релативната затвореност на институцијата и нетранспарентноста од одредени поранешни начини на постапување, сега треба да се промени, во смисол на се поголема транспарентност и на постапувањето на јавното обвинителство. Меѓутоа, како пример, со оглед да една од подтемите е успешни примери за спроведување на случаи на корупција на високо ниво, како што ево и колешката ги наброи, можеме да кажеме дека статистиката го кажува следното. На територијата на Република Македонија во 2012 година е постапувано по случаи за корупција против 2285 лица, а поднесени обвиненија се против 297 лица. Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција постапуваше против 91 лица. Од овие 297 обвинети лица, процентот на успешно застапувањето е преку 90%. Од 2013 година е постапувано по случаи за корупција против 2302 лица, поднесени се обвиненија против 293 лица. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за 73 лица постапувало во оваа година. Во 2014 година постапувано е по случаи за корупција против 2337 лица, а поднесени се обвиненија против 306 лица. Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција постапува против 98 лица. За 2015 година извештаите се во завршна фаза, меѓутоа бројките се движат во тој процент. Купно бројот на пресудени се движи околу 93%. Во текот на своето работење, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како познати случаи на висока корупција, ги бележи случаите, верувам познати, меѓутоа и заборавени или не експлоатирани, тоа се случаи против поранешен премиер, поранешен вице-премиер, заменик министер, гувернер на Народна банка, поранешен директор на Царинска управа, директор на едно од најголемите јавни предпријатија во Република Македонија, предпријатието за електростопанство, повеќе директори на јавни предпријатија, повеќе градоначалници во Република Македонија, меѓу кои еден градоначалник на една голема скопска општина, повеќе директори на големи тутунски комбинати. Поведена е постапка против повеќе судии, обвинители, правобранители, началници на полиција. Меѓу овие кои ги спомнав, има лица кои припаѓаат на различни политички опции. Посебно и посебен предмет е оној предмет во кој што е поништена приватизација на едно големо општествено предпријатие. Не би сакал понатаму да зборам
и за други случаи, осе како поекстремни и попознати случаи. Меѓутоа, ова јавно обвинителство и обвинителството во Република Македонија се занимаваат исто така со многу други специфични случаи, актуелни денеска, како случаите за тероризам, случаите за борци во странски војски и трговија со луѓе, за кои јавното обвинителство на Република Македонија има добиено од надлежните институции високи оценки. Во изминатиот период, основното јавно обвинителство кое постапува по кривичните предмети за корупција има воспоставено и тесна соработка со домашни и меѓународни институции. Многу заеднички истраги се спроведени на територијата на Југоисточна Европа, меѓутоа и пошироко. Успесите од тие предмети, од тие постапувања се евидентни. Последните извештаи за борба против корупцијата во Република Македонија даваат показатели дека корупцијата како појава во македонското општество завзема навистина високо место. По бројните анкети и истражувања се добива впечаток дека корупцијата е насекаде околу нас. Но бројот на пријавени коруптивни дела, без разлика од кого, дали од надлежните институции или од граѓаните, односно она што е обзнаено со податоци кои јасно упатуваат дека има основано сомневање на коруптивни дејства, е далеку помало од гласините кои ги има во јавноста. Од тука особено би подлекол дека не треба само да зборуваме за постојање на корупција, туку треба истата да се пријавува. Веднаш, транспарентно, со сите параметри потребни за натамошно водење на постапката. Ова го спомнувам од аспект на тоа што не смееме да дозволиме произволно да се оценува дека постои корупција, но докази за тоа нешто да нема или да не бидат доставени докази, затоа што само врз основа на уставно и законски признаени докази јавното обвинителство може да постапува. Секој кој сторил кривично дело ќе одговара согласно законите и никој не смее да биде од тоа аболициран, амнестиран или помилуван. Во таква ситуација, колкави и да се заложбите на органите кои се надлежни за гонење на криминал, не може да се постапува, не може да се гони и не може да се бара нешто за што докази нема. Осврнувајќи се на отвореното прашање на дебатата, односно дали успешна борба против корупција е прашање на личност или на систем, би потенцирал дека без воспоставени системски решенија, механизми, не може да се реализира ефикасна борба против корупцијата. За да справувањето со корупцијата биде успешна, треба да се располага со доволно ресурси, квалитетна соработка со домашни, меѓународни фактори, целосна независност во постапувањето на обвинителите и судиите, изградени механизми не само на контрола и одговорност, изградени механизми за давање отчет и за проценка на она што е сработено. Во минатите 2 години значително е подобрена положбата на јавните обвинителства во Република Македонија, обезбедени се поголем број на стручни соработници, материјалната положба е подобрена, речи сите во прва инстанција имаат лаптоп, имаат добра комуникација на интернет, имаме воведување на посебен електронски кейс тракинг или кейс менеджмент систем, односно систем за следење на случаевите, електронско и систем на менеджирање на тие. Имплементацијата целосно ќе биде завршена во текот на месец април оваа година. Потребно е исто така да се воспостави законска надлежност за водење на постапките во сите фази и за употреба на сите методи и средства на истрага. Во борбата против корупцијата учествуваат повеќе органи и институции и секој од нив во рамките на својата надлежност има права и обврски да постапува. Нивната соработка и координација е од големо значење. Во Република Македонија јавното обвинителство има склучено повеќе протоколи за соработка, како со Министерството за внатрешни работи, со Дирекцијата за спречување перење пари, со Комисијата за антикорупција и други. Меѓутоа, борбата против корупцијата не смее да зависи од личност, една, па ни повеќе. Не треба да биде законски дадено овластување на личност, без да при тоа постојат системски механизми за заштита од можни влијанија, притисоци, па и коруптивни дејствија. Се носат закони каде што се регулираат сите начини на примање и давање подароци, лимити на подароци и други механизми кои треба да бидат во срха на спречувањето на корупцијата. И најмалата корупција е корупција, значи како што видовме
во презентацијата на обвинителката Ковеси, корупцијата над одреден износ ја постапува тоа обвинителство, односно директоратот за справување со корупцијата. Меѓутоа, корупцијата на функционерите и од 5 евра е значително опасна корупција. Кога борбата против корупцијата се идентификува со личност, сметам дека во залог става заедницата. Доколку сметаме дека корупцијата е колективна, масовна појава, тогаш и пристапот треба да не биде колективен, масовен, одсуден од сите, изразен преку целосни и големи содржани системски решенија и правилно постапување на сите субјекти во општеството, меѓу другото и граѓаните. Сите треба да ја осудиме и сите треба да ја пријавиме. Ова моje излагање, всушност сакам само да представува еден мал дел во воведот на дебатата и би го задржал правото понатаму да учествувам во дебатата, да одговарам на сите прашања и да поставувам прашања доколку е потребно и да се вклучам во дебатата и во овој момент ви благодарам на вниманието. Благодарам за обвинителот Зврлевски за представување на ситуацијата во Македонија како пандан на она што беше презентирано за Романија.